сметаме како отворен слободен простор. Како простор кај што се уште си дома, ама не си внатре. Најважна е енергијата во дворот. Ова да биде место на социализација исто како и други делови од градот. Сите оние кои не го посетиле домот до тогаш, прв пат го посетиле со отворањето на читална. Ние како станари не сметам дека се чувствуваме така добродојдени, не е толку отворен градот. Се поголем е бројот на студенти кои живеат во студентскиот дом, а не се расположени за комуникација. Пример, јас прв пат на овој настан запознав некој од домот. Студентските домови кај нас се во самиот град, не се во некој кампус и надвор од градот, и дека ти има директна релација и комуникација со градот. Мене најмногу ми остави впечаток коментарот, па ја не се прибирам од градот. Има и луѓе кои што едноставно се чувствуваат во ред во оваа заедница тука. Мислам дека треба да се најде начин на кој што со самиот простор ќе се поттикне тие луѓе да излезат од нивните комфорт зони. Сум имал можност да студирам во странство и уште 6 месеци пред да ме примат, веќе имав додирано тутор, кој што ми поставуваше прашање секој месец дали треба нешто, дали треба помош, и беше со мене во текот на целото моје студирање таму. Треба да се организираат 10-15 настани годишно со различен карактер, Затоа што со вакви дискусии ќе сватиме дека уствари има многу луѓе што се заинтересирани во таков тип на настани. Треба да се обидеме прво да го расчистиме за да ставиме акцент. Дали ви дојде вас како станари истечеш од домот и тука се значи како куќа од двор, дали сте направиле некоја иницијатива? Пример да искуси требата некој. Тука околу домот би било совршено да се направи некој простор за сончање. Се друго што сакаш да правиш е надвор од домот. Нема нешто што е вклучено во домот, а сепак не си внатре. Преточките забави да се организираат тука. Сите се сами за себе и никој не се грижи за другите. Мислам дека можеби треба да се направи некој вид на community центар. Да има патека околу значи домот, да може за трчање. Само столици страни ти може да удраш ако сакаш, ама и не мораш. Од кога се реновирал домот, секој обрнал повеќе внимание за колку штета остава и колку пример ѓубре остава позади себе и се останато. Блокови да се натпреваруваат од типот на кој има најсреден блок, најсредена градина под блокот. Да има некаков бенефит од сето тоа. Да имаат повеќе поени утре за апликација, за стипендија, за надвор, за студирање. Односно сакам да се чувствувам добро, бидејќи правам добро. И сакам да се чувствувам дека придонесувам назад на заедницата во која што живеам. Моментот на магија се случува кога 10 души ќе седиме заедно и ќе почнеме да брейнстормаме. All of these beautiful places really inspired my album.